Vojnici, јас пак ќе одам со моите стројници и да ја чуваат онив ќе ја земам јас без неа, мајко, живот немам. Христос се роди за многу години. Поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Вистина се роди за многу години, среќен Божик и браво, Александар, за оваа изведба. Ти благодарам што не почести со 1000 војници, односно дел од оваа песна, а во продолжение ќе го погледнеме и видеозаписот секако за кој што ќе зборуваме. Кажи ми на почеток како си? Благодарам, супер. Секогаш кога ќе дојдам во Сител сум расположен прекрасно, нормално со добри поводи, со добри луѓе околу мене. Така е, ти благодарам, и нас ни е драго што си наш гостин денеска и воопшто, нели, што во Сител телевизија доаѓаш во повеќе емисии и го промовираш она што го имаш ново. Како си помина за божикните, новогодишните празници? Прослави ли, успеа ли да одмориш од работа и од ангажмани? Да, значи оваа година, после 5-6 години, значи турбулентна работа, решив еднаш јас како гостин да пречекам оваа нова година и секако да посветам повеќе време и на моето семејство, затоа што веќе долго време, 5-6 години турбулентност, викам оваа година ќе направиме на мала пауза и јас како гостин да видам како изгледа тоа. Така е, браво, значи семејството било задоволно, среќно. Да. Знаеле понекогаш да ти замерат блиските кога си работел за празници, кога си пеел, кога не си бил дома? Па не ми замерувале заради тоа што тогаш бев во полнек. Значи ме бараа многу, а сега да го одбијам тоа на млади години, значи сега јас треба да се експонирам што повеќе за на стари години да отстапам на помладите колеги што ќе доаѓаат. Така е, сега си млад, во полнек работиш со ангажмани, со настапи. Имаш ли веќе некаков план за оваа година? Да. Значи вака, оваа година, сега после 15 февруар, имам турнеја во Германија, значи 3-месечна турнеја низ повеќе градови во Германија. Браво, доста време. Доста време, значи колку ми е овозможено заради тоа што значи ние македонците немаме повеќе право од 90 денови и баш имам толку организирано и настави, значи петок, сабота, недела, 3 месеци ми се заузети. Така, само викенди. Преку недела ќе бидеш слободен. Преку недела сум слободен. Да прошеташ малку. Да. Имаш некои градови кои што веќе ти се во план, знаеш каде се ќе настапуваш? Тоа ќе бидат некои локали? Па клубови, дискотеки, Углобала, Франкфурт, Минхен, Келн, Дортмунд. На сите страни? Да. Каква е публиката таму? Пред која публика настапуваш, бидејќи знам дека пееш на повеќе јазици? Да. Што се пееш? Па, значи настапам Углобала повеќе на српска и на босанска публика, но и доаѓаат и македонци. Значи 90% од овие настапи што ми се организирани ќе ги пеам на срби и на босанци. Мислам дека ми кажа дека и турски знаеш да пееш. Да, и турски. Го знаеш јазикот? Па јазикот не го знам, но знам 4-5 песни што навистина добро ги изведувам. Браво. Тешко ли е тоа? Па морам да бидам искрен, нештото што стварно се интересирам за таа музика, за таа песна, значи се концентрирам максимално збор по збор како правилно да ги изговарам, затоа што пример ако некој би ме слушал, не би сакал да се изглупирам ако не ја знам доволно песната добро. Значи никогаш доволно добро песна која не ја познавам, не ја изведувам пред ниеден гост. Што значи, предпоставам, публиката била задоволна, имала убави реакции, коментари со оглед на тоа дека туг јазик го познаваш добро и убаво ги изведуваш песните. Да. И покрај тоа морам да кажам дека мојот менаџер исто е во преговори со друштвото од Канада каде што настапува за новата 2023, па се надевам, здравје Боже, дека ќе се остари во 2026 повторно да бидам таму гости. Така, значи веќе си бил, веќе таму ти е познато. Да. Некој домашен терен може да се каже. Бев доста добро прифатен, значи благодарам до луѓето што ме повика, што бев сместен таму, еве да напоменам прекрасно однесување
Одлични луѓе, насмеани, ведри, значи ме прифатија супер, публиката ме прифати исто супер, значи полни концерти со гости. За Божик дури можам да се пофалам, имав рекордно 1100 луѓе посетители. Браво, секоја чест. Каде собра толку луѓе? Каде беше забавата за Божик? Забавата за Божик беше во црквата Свети Климент во Торонто. Така. Значи, благодарам до сите кои што ми го овозможија сето тоа. Значи, голем поздрав до господинот Ристо Дурловски кој бев кај него сместен, исто и до Диме Костов, мој сограѓанин, значи од Велешто живее таму, значи голем поздрав од мене до Торонто, до Канада, секако и до сите гледачи моментално што не гледаат. Ќе одиш повторно во Торонто или ќе бидат можеби други места застапени? Имаш ли од сега некои сега моментално ги немам тие детали, но кога ќе ги имам, се надам до тогаш ќе дојдам и со нови проекти, затоа што во оваа година планирам барем 2-3 песни мои нови да издадам. Браво. Значи секоја година гледам да имам нешто сработено, за да не останам пример со тоа што веќе сум го снимал. Значи барем 2-3 песни да снимам секоја година. До сега колку имаш? 15 на авторски песни? Околу 15 на песни, да. Така, браво за овие неколку години. Мислиш ли дека звездите на Грант токму ти ги отворија вратите да повеќе си баран, да имаш повеќе ангажмани? Дали тоа ти беше целта кога се представуваше таму во регионот? Па, значи, мојата цел беше пред се да се представам во добро светло, значи да представам Македонија во добро светло, да си стекнам добро свое искуство, да видам како е сето тоа, затоа што на телевизија секој ден што го гледа е многу поразлично од него кога ќе го доживее, значи во живо како сето тоа изгледа, сето таа бина, машинерија, рефлектори. Значи убаво искуство. Јас дојдов последниот пат до 5-ти круг, тоа е 8ми на финале. Значи доста сум задоволен од своите постигнувања. И ете, после тоа активно си почнав со својата кариера со снимање на мои песни и пред, значи, последното мое учество, ја има веќе 2 своји авторски песни издадено, али тоа ми го отвори уште повеќе. Тоа е клучно, не само талентот и пеењето, за да се стане популарен, за да се стекнат нели најблизок или си останал можеби во контакт. Па сум контактирал тој период со сите, значи што биле во жури комисијата. Себе што имам контакт од Вики Милковиќ, значи ми честиташе за раѓањето на мојот син. Браво. Значи, ете, пак се сетила да она ме побара и да ми честита, тоа е секако, значи, голема почит како еден кандидат што бил нејзин представник. Убаво од нејзина страна. Така, може ли да погледнеме сега едно видео заедно со тебе, со Јелена Карлеуша? Имавте интересни комични ситуации, таа те поддржуваше често, па може да видиме накратко како тоа изгледаше. Ali bukvalno jedan jedini sekund. A diži to Temeljkov, bre! Nema šanse, dete. Ajde, šta nema, ajde! 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 Ja! Bravo! Bravo, kralju! Bravo, kralju! Да, со неа секогаш беше забавно, нели? Да се снима, секогаш имаше некои интересни ситуации. И тоа беше сосема спонтано. Значи, ја воопшто не очекував дека тој круг, тоа нешто ќе се случи, заради тоа што некој, пример, гледачи може ќе каже дека ова е, пример, договорена сцена пред време, за да биде интересно, но тоа беше сето спонтано, затоа што после првиот круг имав интервју позад, значи, сцената на Грант, и изјави, значи, ако овој пат, пример, се отвори капсулата или зидот, што би се рекло дека јас ќе подигнам Карлеуша и ете, следниот круг се случи тоа. Бидејќи еднаш тоа ти имаше, нели, претходно во 2018. подигнато. Да. Сега, ете, се случи обратна ситуација и ете интересно што кажа, бидејќи многу од нас мислеа дека можеби е договорено, можеби тоа не било така спонтано, туку однапред сето тоа испланирано, но велиш не било. Сето ова се случува во моментот. Да. Така, значи за понатаму. Не би сакал да се пријавуваш повторно. Не. А што е пак со оние фестивали? Дали сакаш авторската музика да ја презентираш, да испромовираш и на нашите фестивали тука во Македонија? Па досега си имам напојавено, значи, на доста фестивали и успешно сум се реализирал со награди, со признанија, значи први места. Повторно би сакал? Повторно би се пријавил на секако кога
би оценил дека тоа е добро место за мене, фестивал што е секако постар, повеќе години што трае, што повеќе народ доаѓа да го гледа, да го слуша. Така е, сега ти си препознат ли в оние хуманитарни концерти? Ги знаеш ли колку се на број? Видејќи знам дека навистина голема бројката се настапувал на многу места за хуманитарни цели. Значи, досега точно да кажам бројка не знам, али околу 70-80 хуманитарни концерти секако. Значи имам дипломи, благодарници за сето тоа што сум учествувал. Значи јас сум прв кога некој мене ќе ме контактира дали треба нешто да се помогне, јас секако ставам на располагање. Дури ако не сум во можност, јас значи имало случаи кога сум се враќал од странство, само значи да го испочитувам тој што му е потребна таа помош и да му пружам поддршка и помош за тоа што му е потребна за понатамошно лекување или слично. Да, на еден таков концерт и се сретнавме, нели, во Гостивар, но ете во голема бројка, како што кажа се сите тие, мислиш дека треба една убава порака да се шири, да бидеш примери за другите изведувачи. Сепак, нели, еден убав пример даваш со твоите постапки што може да послужи за останати музичари. Да, баш така, значи колку повеќе дадеш во животот, толку повеќе добиваш. Убава порака, да. Едно убаво мото, кој што те води, претпоставам, низ животот и приватно и професионално. Кога сме кај оние приватни и професионални цели, што е она што за оваа година, да речеме, ќе си го поставиш да го оствариш, нешто што може би до сега не си го остварил, без разлика дали е приватно или професионално, нели? На почеток на година сме, па си имаме некои желби. Се надевам пред се ова 2025 да ми пружи добро здравје пред се. Значи, како мене, така и на мојата фамилија, на сите останати луѓе. Значи, да снимам што повеќе музика, значи да создавам, да ми има што повеќе во музичкото небо тука во Македонија, секако и настрана од Македонија. Да. Значи, за 8 март планирам да објавам моја нова песна, е вака. Значи, гледачите да им давам убав повод. После 5 мај исто ќе објавам уште една моја нова песна, значи 2 песни во рок од 2-3 месеца. Тоа е значи стварно голем проект што јас секоја песна не ја снимам да би се рекло само ради ред. Да. Значи ја снимам да биде квалитетна и да биде слушана. Сега на секоја песна и треба простор и време како она би испаднала на одредена површина, но еве доста од моите песни, да кажам, половина од моите песни се успешно испливани на површина, со добра гледаност, преку 100.000 гледаност, тоа е голема бројка за македонски стандард. Така е, познато е дека и ти си некогаш дел од авторскиот тим, од оние кои што ги пишуваат песните. Дали тоа ќе биде случајот и со овие нови кои што ќе излезат во март и во мај? Па едната е, значи дел од таа песна и јас сум композитор. Браво. И се надам дека добро ќе биде прифатена кај публиката. Ќе бидат некои побрзи, подинамични или балади, можеш да ни откриеш тоа? Па во глобала имам 2-3 балади мои до сега снимано, но сега повеќе ќе гледам на брзи песни затоа што оцени дека народот сепак тука во Македонија обожава повеќе брзи песни. Па добро, да се весели. Да. Нели, особено кога има некои поводи од кои што и ти си сигурно дел. Верувам дека и за оваа година имаш веќе некои настапи букирано, дали се тоа приватни веселби, свадби, на што се учествуваш, всушност можеш да ни кажеш од прва рака. Значи настапувам и на свадби, и на хуманитарни концерти, и во дискотеки, и во клубови. Значи, зависи каде ќе ме поканат, јас сум секогаш расположен радо да прифатам за поканата. И сигурно е поширок репертоарот, нели, на тие приватни веселби. Поширок репертоар. Гледаш да ги задоволиш и вкусовите на луѓето. Можам да кажам дека сигурно преку 700 песни знам напамет. 700 песни, браво. Тоа е наистина голема бројка. Повеќето се македонски, некои стари, народни или? Па, значи, старите македонски народни песни, ретко која некоја не ја познам, значи, сум љубител на стара македонска народна музика, но, значи, имам доста големи српски и босански репертоар, така да располагам за секаков тип на гости. Значи, човек ако ти нарача песна, сигурен е дека ќе ја знаеш и дека ќе
ќе ја отпееш. Она што го отпеа на почеток беше 1000 војници, твоја песна, па можеш малку околу таа песна да ни раскажеш пред да го погледнеме и видеозаписот. Да. Значи оваа песна, автор на текстот е Ангела Стрезовска, значи ја поздравам во оваа прилика. Еден одличен текст, музика и аранжман е Славко Ристевски и продуцентот кој што ги снимам песните во Прилеп. Значи одлична соработка, одлична песна која што стварно буди добри љубовни емоции кај секого. А и таа е брза, нели? Динамична, она што Динамична е, брза, значи не е спора. дека е Значи интересна мелодија. Отсвирена со хармоника, значи баш оно пријатна, весела песна. Да, може да погледнеме, да ужива и публиката Да. во видеозаписот за 1000 војници од Александар Темелков. Како се развеселивме веќе во студио Да. на песнава 1000 војници, ми кажа пред малку нели додека траеше песната дека токму во овој дух ќе биде и следната, така? Да. Значи у овој сличен стил ќе биде мојата нова песна што ќе објавам за 8 март. Значи за денот на жените. Многу убав датум си Да. одбрал. Како се реши токму за овој ден? Има некаква врска со добро, заради нели, тоа- жени и љубов? Да, заради тоа што тие што ми се најљубовни песни ги објавам тој период и едноставно стварно добро поминали, затоа го одберам повторно тој датум. Епа, едва и чекаме, особено Да. ние жените, нели, бидејќи наш празник 8 март, како што кажа, па после во мај ќе биде Да. следната, така? Дали сакаш некако со албум да заокружиш или да одбележиш некој мини јубилеј постоење на естрадата? Имаш ли такви желби? Па, значи имам доста планови што сакам да ги реализирам, но никако не можев досега да стигнам да ги реализирам заради моите настапи во странство. Значи јас 6 месеци сум одсутен од Македонија, 6 месеци сум во странство. И за тие 6 месеци што сум тука, значи гледам како да се одморам, но и секако и тукашните ангажмани не ми го овозможуваат тоа да можам да се одлучам каде и кога, но се надам дека сето тоа ќе го реализирам како еден јубилеен концерт, затоа што веќе имам околу 15 песни, тоа е веќе цел албум, а може и 2 албума со 15 песни, значи по 7-8 песни албум може да се издаде. Така да се надам дека ќе успеам да реализирам и концерт со сите оние музичари што ми го овозможиле, што ми ги свириле песните, значи да бидат истите тие, за да биде полн погодок пред публиката што ќе дојде да го посети тој мој концерт. Така, да биде побогато, убава атмосфера, нели, со повеќе музичари. Со кого најчесто настапуваш? Еве, јас прво се сетив на Џелјо Дестановски, дека го има на повеќе твои песни, може би тој би бил, нели, на твојот концерт. Дали планирате повторно да соработувате или со некој друг од музичарите? Па имам соработка со повеќе музичари, значи Џелјо е стварно добар музичар кој што фантастично ми ги отсвири моите песни. Значи Свадбарска, ќе се женам јас, ми ги свиреше Џелјо. И тие песни поминаа стварно добро, значи весели песни и се надам дека здравје Боже кога би одржал концерт, секако дека ќе го поканам како мој специјален гост. Така, ете го слушаме и во позадина Џелјо Дестановски, тој е препознатлив, нели, по неговите инструменти и оној негов звук и соработки со многу музичари. Всушност тој на многу песни е, нели, гостин или соработник. А дали можеби имаш желба за некој дует со пејач? Ете, нели соработуваш и со инструменталисти, но што е пак со дуетите? Дали пејачка наша од тука или од странство, од регионот? Да. Си размислували за тоа? Па, значи, имам повеќе планови за дует. Значи, не би сакал со секој еден да снимам дует, сакам да снимам со пејачка што е веќе подолго време на естрадата, што е искусна, заради тоа што, еве, јас можам да кажам дека веќе скоро 10 години интензивно се бавам со оваа професија, а пеам од многу мал, значи имам и видеоснимки кои што можам да ги презентирам. Првата видеоснимка каде што пеам и каде што играм е на година и пол. И тоа кога го презентирам и кога го покажувам пред луѓето, дури не му се верува. Значи од толку мала возраст такви амбиции и желби кон музиката. Интересно е што и твојот син, нели, го наследил тоа, талентот или желбата за музика, бидејќи и тој има, ете речи си, 1 година, а велиш дека ја сака музиката, ја препознава, знае да заигра. Да, значи баш еве имав таков случај вчера. На гости ми дојда кумовите и он спиеше и кога што спиеше, пуштив јас една песна на телефонот и он од сонот стана и почна да игра. Значи, желбата кон музиката му, да слуша музика му е голема. Сега, како ќе оди понатаму, јас тоа не го знам,
значи пред време да не искажам нешто што Да. не треба, али дека сега има желба да слуша, тоа е евидентно. Сигурно и тебе ти е многу драго. Верувам дека Да. се гордееш кога гледаш Да. дека гените. Да, работа, значи Да. се враќа корен лоза што ќе би ја продолжи мојата работа. Да напоменам дека и утре му го прославуваме неговиот прв роден ден. Нека му е среќен роденденот, Благодарам. нека е жив и здрав. Утре е 9, значи 9 за јаnuar. Свети Стефан. Така, Да. празникот. Да. Да, убаво да си поминете за роденден, да Благодарам. го прославите, жив и здрав нека е. Па како се снаоѓаш во улогата на татко, односно ете млад татко, мора да напоменеме, бидејќи Да. имаш 25 години. Дали на овие години е потешко или полесно со оглед на тоа дека си ти многу ангажиран, веќе како нели долгогодишен искусен музичар, имаш и многу настапи. Како балансираш со семејните обврски? Успеваш ли да стигнеш се? Па успевам да балансирам заради тоа што гледам јас значи на сите страни колку што можам да се посветам и да направам сето тоа што е потребно, но секако имам поддршка од моите, секако и од сопругата, Да. они го чуваат феноменално. Значи не му фале ништо што би се рекло, јас сум тој што секако му возможува се што му е потребно. Браво, а кога си во странство, Па се гледаме на камера, му зборувам. Така. или може би последно да дојдат тие таму, нели каде што си ти во странство, ако има таква можност. Па Кога ќе на отпатуваш? доста мои настапи има можност, но не ќе значи од мале нозе да го носам на некои такви настави, ќе ще има прегласна музика, а сепак мало дете сепак уште треба да се оформува и со слух и Така е, ама така е. Не, музиката чисто да биде прегласна. можеби во местото Да, каде што си да, нели да, зошто да сместен не, на зошто настап, да не. па и не мора. Да. А дали твојата сопруга досега била на твои настапи, те гледала во живо каде што си Да, бил има низ Македонија? има доаѓана на доста мои настапи и секако сите мои домашни ми се најголема поддршка заедно со мојот менаџер. Да, тоа ќе те прашам кој ти е најголема поддршка, кој е оној Да. што е секогаш тука за тебе, Да. бидејќи како што кажа, имаш веќе многу време искуство нели во оваа кариера во музиката. Велиш дека од најрана возраст или од мали нозе си почнал. Дали го Да. паметиш првиот јавен настап? Каде ти беше, пред кого? Имаше ли трема? Па морам да кажам дека никогаш јас сум ја немал тремата, значи тремата за мене е отсутно нешто, ради тоа што сум природно опуштен, слободен, весел. Првиот мој настап е на концерт на оперскиот пејач Борис Трајанов, 2007 Браво. година на концерт негов во Дом на Арам. Значи ја пеев Јовано Јовање, тоа е моје прво јавно појавување, значи на телевизија и мој прв јавен настап кој што и до ден денес се гордам кога ќе го погледам. Да, секоја чест на вистината е уште од најрана возраст и особено пред еден таков великан или Да. не си настапувал да било чиј концерт, Да. туку како што кажа нели Борис Трајанов, потоа како продолжи, како тргна во нагорна линија од тој настап па натаму. Во нагорна линија почнав да пеам по приредби училишни. После тие приредби настапував на талент шоу на покојниот Драган Вујчич, кој што јас стварно го почитував многу и он многу ме ценеше уште како мал, значи стигнав до супер финале на тоа талент шоу и можам да кажам дека ми е гордост кога ќе го погледам сето тоа, значи од 10 годишна возраст да успееш значи да ја опееш тие некои стари традиционални македонски песни кои што се стварно навистина тешки за изведување. Така е, што е пак оно што најмногу те инспирира, бидејќи, како што кажавме, и ти ги компонираш песните, ги пишуваш. Има ли нешто што ти е најголема мотивација? Па, најголема мотивација ми е секако, нели, пред се ми е семејството, после ми е музиката, но секако најголеми мотивација околу текстовите ми идат одеднаш, значи кога ќе се концентрирам во тоа, заедно со мојот текстописец си соработуваме и настрана од професионалните нели води, како ќе треба, што ќе треба, каде треба, кој збор да се стави и така да доаѓаме до еден добар текст. И секако го прегледуваме пред да ја снимам песната. Така. Дали одговара со рима, како што треба. Да, прво Да има исто зборови, првиот, вториот, третиот стих. Така е, да. И го поздравам во оваа прилика, значи господинот Стојан Лазаревски,
Благодарам за се досега што ми има напишано, значи врвни текстови, секакви до Ангела Стрезовска, што е композитор на Ахмори Магде и на Ијада Војници. Но имам дел од текст на неколку песни од мојот менаџер. Така, што е Да. пак со оние песни кои што ги спомнавме пред малку, например, Свадбарска, Птици летајте, кој учествувал во нив, кој ги пишувал, кој ги Значи компонирал? автор на Птици летајте на текстот исто господинот Стојан Лазаревски, музика е Мики Паневски, аранжман е Славко Ристевски, исто и продуцентот кој што ги снимам песните во Прилеп. Свадбарска е исто Стојан Лазаревски, музика е Славко Ристевски, исто и аранжман. Само мора да напоменам за Свадбарска е освирена на 5 инструменти. Значи на зурла, Кои се тие? Аха. на кавал, на саксофон, на кларинет и на мандолина. Браво, да, повеќето дувачки инструменти, нели, плюс Да, плюс жичен. мандолината, да, плюс жичен. Дали може би ти имаш желба да свириш нешто, си свирал низ текот на годините, веќе кога сме кај инструментите? Да, значи, кога одев на музичко, свира виолина. Тој период добро го владев инструментот, но после тоа се ориентирав исклучиво само на пеење и некако инструментот го трнав настрана, но не се сомнам ако повторно пример би вежбал дека би можел да се вратам на одредено ниво. Не ти недостасува некогаш инструмент? Па да кажам не, ради тоа што пеењето сепак е тоа што повеќе ми исполнува и тоа што повеќе ми лежи. Добро, тоа е Искрено. сепак приоритет, нели? Да. Оно во што си најдобар и по што те препознаваат. Има ли некои текстови во фиока кои што чекаат да бидат објавени? Па еве сега новите песни, а се Освен тие, надам- нели, кои што ги најави, дали имаш Освен тие што ги повеќе? најавив, сега за сега немам, но сепак сум расположен. Кога ќе имам слободно време да се сконцентрирам, кога сум сам во соба, Да. тогаш гледам да создавам нови текстови и нови музики сега. Кога ќе ти дојде инспирација. Ја спомнавме Ахмор и Магде пред малку. Дали мислиш дека тоа ден денес ти е лична карта или некој хит по кој што си најпрепознатлив, хит за сите времења, песна што останува? Па мислам дека да, значи нема некој што досега не ме сретнал и не ме спомнал, ево го Александар што пее Ахмор и Магде. Значи така. песната стварно уште кога објавив имаше многу гледаност, значи за само 4-5 дена она веќе 40.000 прегледи направи само за 4 дена. И рефренот е многу певлив. Еве сега повторно на гледачите ќе можем да го отпеам. Епа може. Ти благодарам за гостувањето, за овој разговор и за музиката во живо, нели бидејќи веќе ни запеа, но ајде да ни запееш повторно, па те чекаме на гости да дојдеш со нешто ново и да испромовираме, да најавиме што е она Ви следно. благодарам многу за гостувањето. Секогаш ми е чест што гостувам во Сител и во магазин. И мене ми е задоволство.